Благодарам, почитувана председателке, за можноста денес да дискутирам по однос на предложениот ребаланс, а по однос на дискусијата на мојот почитуван колега господинот Васко Ковачевски, познат борец за Битола. Сакам да ја искажам мојата жал затоа што денес немаме прилика да ги соочиме фактите со министерот за финансии, затоа што тоа е негова должност. Тој не е министер за енергетика овдека да ја чувствува позитивната енергија, туку е министер за буџет и финансирање кој што треба да ни објасни зошто премногу 92 ставки од буџетот се скратени, сето на штета на граѓаните на Република Македонија. Препорачувам, како сериозен министер за влада, треба да дојде овдека, да ги слуша насите забелешки, да прифати некои од амандманите кои што ги предлага опозицијата, бидејќи пред да дојдам да реплицирам, бев во службите и ги барав амандманите од Социјалдемократскиот сојуз, точно оние амандмани кои што ревносно ги бранеа минатите 10 години, амандмани за кои што коси кубеја овдека сакајки да им помогнат на граѓаните на Република Македонија, амандмани за патишта, амандмани за експресни патишта, амандмани за земјоделците, за субвенции, амандмани за канализации, амандмани за подобар живот на граѓаните. И видов брука. 0 амандмани поднесени од опозицијата. 0 амандмани поднесени од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, 0 амандмани од представниците на шарената револуција кои што толку се залагаја за подобар живот на младите во Република Македонија, 0 амандмани од партијата на Лиле Поповска која што толку се залагаше против ПМ честичките кои што требало да бидат уништени, да бидат чисти Тетово, Битола, Гостивар, Прилеп, толку 0 амандмани од другите коалициони партнери на ова кревко мнозинство од 62 пратеници. Да се немало усул, да се немало жал за граѓаните на Република Македонија, барем еден амандман да се поднеси, барем да не се кратат 56 милиони денари за луѓето кои што треба да примаат инсулин. Коси кубевте овдека, инсулин нема, ќе ги умрете луѓето. 56 милиони денари се кратат од таа ставка. Но нема врска. Тоа е ваша одговорност, тоа го гледаат граѓаните, затоа изгубивте на избори, дојдовте по помоќу магија на власт, но граѓаните гледаат, пратат, следат и тоа е она што ќе го наградат или ќе го казнат на следните избори. Вчера внимателно го слушав експозето на министерот Тевдовски, многу кратко, не вообичаено кратко, околу 10 минути од предвидените 30 минути, и успеав да фатам многу малку забелешки, бидејќи 90% од говорот беше за позитивната енергија и за благодарувањето на оние кои што ги изработиле буџетот, што е фактички и нивна обврска. Ми остана две енигми кои што се надевам дека на пленарната седница ќе ми ги одговори. Кратат пари од секаде, за да им помогнеле на стечајците. Но не знаеме конкретно на кој и на колку стечајци и во која форма. Ке им помагале на земјоделците, не знаеме на кои земјоделци и како. Ако е ова реална основа на експозе, ние најдовме начин како да им помогнеме на земјоделците. Предложивме амандман до крајот на годината да се исплатат по 20 денари покачување на ветените субвенции за тутун. Како што му ветуваја во Прилеп, во Кавадарци, во Радовиш, секаде, на 200 пресконференции, аман гласајте за нас, 80 денари ќе бидат субвенциите за тутун, сега имаме амандман, 20 денари, ако се толку душегрижници, ако работат за граѓаните, ако работат за тутунарите, искрено да им доплатат во текот на годината по предаден тутун. Прва класа 20 денари, втора класа 15 денари, така како што ветуваја. Не знам во која мерка ќе биде помошта која што ја предвидуваат со ребалансот, но уште еднаш ќе повторам, тоа е нивна обврска која што треба да ја завршат ако се искрени и ако сакаат да им помогнат на земјоделците. Забележав една сумнителна бројка. 932 милиони денари за договорни услуги. Па нели ќе се професионализиравме? Нели администрацијата беше многу голема? Нели имаше доволно компетентни кадри во министерствата, во институциите кои што можеа да ги вршат обврските? Овие 932 милиони денари се наменети за вдомување на платените демонстранти, на оние кои што добиваат средства од Сорос за да ја уништуваат Република Македонија, да можат да земаат плати на доместоци, да се шетаат по патики и по бермуди во министерските кабинети и во владата и да работат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ние мислевме дека ова
Ние мислиме дека ова е негативен чекор, ставка која што треба да се скрати и ставка која што не е потребна како терет за буџетот. Тие пари можат да бидат пренаменети, 1/3 да покриеме за луѓето кои што чекаат инсулин. Не мора да ги вработуваме шарените револуционери, сакако партиските активисти се разочарани, хаос е во штабовите на Социјалдемократскиот сојуз, можеме да им помогнеме на тие кои што треба да примат инсулин. Долго време дискутиравме за страшната состојба во армијата на Република Македонија. Па немаја чизми, па немаја униформи, немаја кошули. И таман тие кои што ги излажаа во Министерството од Арама, дека ќе им додат подобар живот, нов живот, еве, убаво се пишува. 676 милиони денари помалку за опремување на Арама. 11 милиони евра. Колку опрема, колку ли нови униформи, колку нови потреби на војниците на Арама ќе се решат со 11 милиони денари кои што му се кратат. Граѓаните веруваат во подобар живот. Дека Рачиново ќе добија канализација, дека Могорче ќе добија канализација, дека Големо Коњари ќе добија канализација, дека страмота било во 21. век да се нема вода, дека страмота било да се нема канализација. И мислевме дека со ребалансот повеќе од 70 милиони евра ќе бидат наменети во интерес на граѓаните, претежно во руралните средини, бидејќи во градските средини секаде каде што ВМРО има свој градоначалник, решени се тие проблеми комуналните. Но видете, 49 милиони денари помалку за канализациони мрежи. Страмота. Гевгели остана без канализација. Заради и без нов водовод, заради ваквите амандмани и ваквите кратења. Имаме амандман каде што можат да се поправат и се надевам дека сите колеги едногласно во интерес на граѓаните кои што во наводници повеќе не треба да бијаат вода низ азбестни цевки која што течи, да им помогнеме гревота се дојде нов живот. Овие 49 милиони денари да ги дадеме за Гевгелија и за Прилеп, за граѓаните да бидат здрави и живи, и за Рачиново за канализација. Луѓето немаат вода 15 дена, срамота е. Голем акцент ставивме на земјоделците. Оние кои што живеат во руралните средини, кои што таму треба да се развиваат, таму да бидат помогнати од државата, субвенционирани со механизација, со средства, не нарекуваја селска влада и прифативме. Селска влада која што им помага на граѓаните и селска влада која што додели милиарда евра за земјоделците. И добро, си прифаќаме. Селска. И тие се луѓе. Ама, со новиот живот и новата влада, 100 милиони денари помалку за финансиска поддршка на рурален развој. Ни зелени нафти, ни црни нафти, ништо. Земјоделците можат да се прекрстат и да си чекаат да дојде ВМРО да помене повторно на власт за да го видат животот. Тоа е вистината. Кога сме кај задолжувањето? Колку пресконференции, колку блокирање на комисии за буџет, колку тепачки на комисијата, на законодавно-правната комисија против задолжувањето. Па ќе се наредеа назад 40 претеници од СДС, па со панели, со бројки, со милиарди, со милиони. Зошто? Македонија многу се задолжувала. И секој новороденче ќе бидело родено со 3000 евра борче. Па сега, почитувани граѓани на Република Македонија, секој новороденче ќе биде родено со 5000 евра борче. Зошто? Еве зошто. 8,4 милиарди денари задолжување кон странство од планираните 12,3. 6 милиарди повеќе кон странство, за да ги задрчуваме младите. А кон Македонија, кон домашните задолжувачи, 20,7 милиарди денари поголемо задолжување наспрема планираните 17,8. Ова е новиот живот. Сега ги нема Соросовите платеници повеќе да излегуваат, да ги оставаат чевлите пред влада, па не знам чевличината, па течината за младите што ќе се роделе, ќе биделе многу задолжени. Сега се е супер. Никој за никого не бери гајлен. Кажав, земјоделците катастрофа, 100 милиони денари скратени. Овие со инсулин ќе си го берат гајлето до крајот на годината, 50 милиони денари помалку. Со задолжувањето секој новороденче 5000 евра борче. Тоа е животот. Туберколоза, страшна болест. Многу јавни расправи, претходниот претседател на Комисијата за земјоделие, многу невладини организации, многу здруженија, загрижени доктори, во оваа сала поминале многу експерти кои што се бореле против туберколозата. И таман стасавме до еден сегмент, до еден степен да ја решиме, еве ти го животот. За болните од туберколоза нема повеќе живот. Зошто? 7 милиарди
7 милиони и 967 милиони денари помалку за превентивни мерки за спречување на туберкулозата. Тежок живот. Културно наследство. Секоја земја се гордее со своето културно наследство. Историјата, јазикот, за кој што се бориме насушно. Не знаеме дали имаме заедничка историја, сега ќе ни кажат во другата сала. Ама треба морално, честно, одговорно, која и да е политичка структура, барем малку да има сегмент за националното, за генското. Која и да е, значи, и албанската култура, македонската, влашката, српската, сите. Треба да ја напредуваме. Затоа што преку развој на културата го развиваме националното чувство кај сите, а со добри промовирање на добри културни вредности ја зголемуваме и посетеноста на Република Македонија. Секој сака да појде во Стоби, ама нема да појде повеќе, нема што да види. Скратени се парите за таму. 166 милиони денари помалку за заштита на културно наследство. Катастрофа. Имунизација. 36 милиони денари помалку. Катастрофа. Информатичко општество. Нели бевме земја на информатичкото општество, во која што треба да се вложиме сите, да го подобруваме образованието, го укинавме екстерното, не знаеме што е ДДВ, бруто, нето, 300 чуда, тропаме глупости на секој чекор, војначен од Рински, од Струмица, од Прилеп, од Струга, и тама рековме дека ќе го напредуваме образованието како што не лаже од 11 декември. Шок. 50 милиони денари помалку за развој на информатичкото општество. И сега сакам да прочитам нешто што не дека ми е фах, ама идам од образованието, од таму каде што треба најмногу да се надоградуваме. Да се надоградуваме во повеќе сегменти. Во сегментот на инфраструктурата, во сегментот на подобрување на капацитетот на знаењата на професорите, на соработката на професорите со родителите, на овозможување на услови за развивање на физичката култура, на еден начин на доградување на она што го правевме 11 години. Сите очекувавме дека ќе продолжи изградбата на салите, на мултифункционалните игралишта, дека Битола ќе добие уште посовремен стадион, уште посовремена сала, нови спортски сали, ама животов како и за Прилеп, така и за Битола изгледа тешко иде. Зошто? Замислете, 21 милион евра се кратат од ставката образование. Страшно нешто. Пред 2 недели бев на комисија за образование со почитуваниот председател, овдека седеше ректорот на Битолскиот универзитет и еден пратеник од Битола му вика: ние 11 години се боревме за вас, 15 амандмани поднесувавме да ви ги зголемиме 40% средствата затоа што сте паднати на најниски гранки, затоа што ќе крахирате, на Болонјската листа сте 1456 место и ние сега како Социјалдемократски сојуз ќе ви помогнеме. Се што баравте, се ќе ви дадем. Зедов реплика од таа страна и на господинот, на госпогијата од Битола му кажав дека може да се докаже за 20 дена, доколку го поднесат амандманот како битолски амандман, тоа е и за Прилеп, затоа што има економски факултет во Прилеп, многу почитуван, има во Охрид факултети, во Битола, да им помогнеме на професорите, да се надоградуваат, да добијаат средства за вработување на асистенти. Еве дојде денот и за Битолскиот универзитет. Пари нема, скратени, масакар направени. Сега ќе ти кажам Васко колку точно. 44 милиони денари. Точно? Многу пари. 750.000 евра помалку за Битолскиот универзитет. И за прилепчани, и за охриджани, и за цариниците, и за економистите, и за правниците од Битола. Наместо да му дадеме 60 милиони денари, новата влада, новиот живот, овие реформистиве, го доуништија Битолскиот универзитет. Секоја чест овдека за представниците од Тетово, од Гостивар, од Струга, од Дебар, кои што се изборија единствено Тетовскиот универзитет да добија повисоки средства. А за Финки, за изградба на зградата на Финки, факултетот за физичка култура, за другите универзитети направено е попара. Минимум по 45% се зголемени средствата, буџет. Не знам зошто, но имаат шанса, ве молам колеги, но имаат шанса да се поправат, бидејќи ние како одговорна опозиција поднесовме амандмани кои што сум убеден нема шанси битолчанец или прилепчанец да не гласа да се доделат средства на Битолскиот универзитет. Нема теорија.
Затоа што е за нашите деца, за студентите, за професорите. Што се крати? 25 милиони денари од изградба на основни училишта. Ние изградивме 114. 40 монтажни. 8 милиони од реконструкција на основни училишта. Нема ни реконструкција. 7 милиони денари реконструкција на средни училишта. Ништо од тоа. 11 милиони од изградба на спортски сали во средните училишта. Катастрофа. И видете, 150 милиони денари се градат од студентските домови. И сега очекувајте Стефан Богоев да ви излезе овдека со поручекот од студентскиот дом Кузман. 2,5 милиони евра кратат, а тој беше исклучителен, пленумски, платен борец за правата на студентите. Секој требало добро да јади, со многу калории, со многу разнолична храна и ворете. Секој сака кога ќе го брати своето дете од Пехчево да студира во Скопје или да седи во Гоце и медицинар да биде добро најадено. Во право беше Стефан. Ние направивме колку што можевме. Ги реконструиравме сите студентски домови, стипендии, бесплатен превоз, посета на културни манифестации. И еве го животот дојде за студентиве. Ако до вчера јаделе зденка, лепче, шунка и малку супа, сега ќе јадат само смоки. Затоа што од прилепска витаминка. Затоа што само 2,5 милиони евра се кратат од животот на студентите. Не е активен Стефан Богоев да кажи зошто така, бе, каде се и сега пленумциве? Каде се овие независливе пратеници да се борат за студентиве? Или па средношколците, утре ќе бидат тие студенти, зошто да бидат гладни? Каде се парите за нив? Ама морам да напомнам, можеме да се поправиме. Имаме амандмани со кои што овие средства ги дуплираме. 5 милиони евра за студентите и за средношколците, кога ќе дојдат да бидат студенти, да бидат најадени, а не да бидат гладни пред Социјалдемократскиот сојуз. И она што ме боли најмногу, има многу да зборувам, како прилепчанец. Општо е незадоволството. Ова не го зборувам партиски. Од сите кои што живеат во мојот регион, и битолчани, и прилепчани, и крушевчани, и жителите на Долнени, и жителите на Могола и на Новаци. Историскиот проект за кој што се боревме овдека. И ние, се надевам и Социјалдемократскиот сојуз. И Шарените, и Дом, и Лиле, и Милески, како лидер на најголемата, втората најголема опозициона партија со 3 пратеници овдека, доживеавме експресниот пат Прилеп Росоман да биде скратен. Тоа е како да му затворите на некој пациент една предкомора, да не може да диши. Затоа што експресниот пат беше можност да функционира економијата, да се намали миграцијата, да дојде живот и за нас. И што доживеавме? Наводно трасата сгрешена. Добро, трасата сгрешена, кинезиве ја сгрешија трасава за автопативе. Катастрофа. Прв пат овдека градат, оти тие не се еминентна фирма. Шпанциве и австрициве, тие па бетар да ти биде од кинезиве. Трасава за експресниот пат, за кој што се обезбедени, значи, владата на ВМРО ДПМН обезбеди 88 милиони евра, кои што во 3 фази беа доволни да се заврши патов. И што доживеавме денес? Да, колега Цукле, стопиране патот, експресниот. И што доживеавме денес? Министерот од Прилеп да го причините, не знам кои се, не ги кажа никој причините. Едно малецко ливче, сгрешена е трасата. Пријатно. Со тоа ги девалвираме градежните инженери, тие што се ревизија на проектот, надзори, значи никој ништо не знае, катастрофа направиле досега, сгрешена е трасата. Јас се сомневам дека некогаш ќе излезе министерот и ќе каже дека ја сгрешиле трасата и гасоводот го втерале во нафтоводот. И ки знаеш што ќе излезе, експлозија одма. До толку е стасана работа. Или пак ќе донесат проект за исправање на крива паланка или на крива река. До толку е стасана работа, значи. За таа цел морам да искажам жалење дека се скратени средствата за изградба на театар во Прилеп. Средствата со кои што болницата во Прилеп требаше да прерасне во клинички центар. Средствата со кои што гимназијата Мирче Ацев требаше да добие промена на дограмата. Средствата со кои што требаше да ја завршиме канализационата мрежа во Голема Конјари. Средствата со кои што требаше да ја завршиме канализационата мрежа во Канатларци. Средствата со кои што гевгеличани требаше да добијаат вода.
и канализација. Едноставно, почитувани колеги, животот замина. Кажав и за земјоделците, и за студентите, и за пленумците, останаја пари само за едно. 935 милиони денари, за тие кои што досега земаја пари небројани, сега да ги плаќаме ние. Да се накотат во кабинетите, да се сликаат таму, да твитаат бесплатно, за да можат да креираат јавно мислење. Ама тие додека го креираат јавното мислење, не се доисплатени субвенциите, тие дори го креираат јавното мислење, не е намалена струјата, како што беа лажани граѓаните, тие додека твитаат, докторите се уште земаат 40.000 денари, секој месец е 1.000 евра загуба за тоа што им беше ветувано дека ќе земаат минимум 100.000 денари. Џабе се ги чуваме фискални несметки, никој не ни го враќа ДДВ-то, сето остана за џабе. Социјални пензии никако да дојдат, радиодифузна такса, за волја на вистината и не беше толку голем трошок, 180 денари. Ама во интерес на граѓаните и на пензионерите ВМРО ДПМН поднеси таков закон да се укине радиодифузната такса. Председателот на пензионерите го одби. Не има возможи на пензионерите да добијаат барем мала заштеда од 180 денари. 325.000 пензионери се фаќаат за глава, зошто нивниот представник во собранието гласа против окинување на радиодифузна такса. Зошто, за една минута, зошто нивниот представник во собранието не гласа на предложениот наш закон што беше ветување од програмата за 5% изголемување на платата во јавната администрација? Не може да се начудат. Зошто Социјалдемократскиот сојуз гласа против зголемувањето на периодот за породилно отсуство? Не можеме да ги сватиме. До овој период, 60 дена поминеа, владата нема поднесено закон, да ве потсетам. Пратениците на ВМРО ДПМН нема поднесено 16 закони. Во интерес на граѓаните. Дел од тие што ги ветувале СДСМ во предизборието и ги лажеле, и дел она што беше како ветување во нашата програма. Ништо не прифатено. Битно е да се исчисти гражата во владата на Република Македонија, да се полира Мерцедесот кој што беше гребан од мачките. Има да се полира, значи, Мерцедесот кој што беше уништен од мачки, и имаше уште некоја реформа, да, ова со укинувањето на експресните патишта и на автопатите во Република Македонија. Слободно можете да се возите, значи, по патиштата што ви ги остави ВМРО ДПМН, нема да ги доживеете оние нови 20 автопати во Република Македонија, не знам докаде би одели 20 автопати, и 500 километри автопат. Тоа значи дека во секоја улица и во сите градишта ќе има автопати. На гости ќе си одиме по автопат. Ви благодарам.